подпредседателе, почитувани представници на владата, почитувани дами и господа, почитуван министер Спасовски. Благодарам на навремениот одговор, иако прашањето не се однесуваше на вас, тоа се однесуваше на министерот за земјоделие, шумарство и водостопарство господинот Аријанит Хоџа. А вие, господине министре, и министерот за правда бевте само спомнати прашањето. Тоа не значи дека јас од вас, господине министре, не очекувам одговор и очекувам на идната седница на пратенички прашања да ми одговорите на прашањето. Поради јавноста, би сакал да спомнам само дел од моето прашање, кое се однесува на еден нов феномен на организиран криминал, кој се појавува последните 10 години во Република Северна Македонија. Конкретно, криминалците си отворија нов криминален бизнис, бесправна сеча на шумите, која очигледно им носи голема заработувачка, но и помали казни. Токму затоа, граѓаните од повозрасната популација ми се обраќаат за овој нов проблем, особено нивната загриженост е голема, затоа што најголем дел од нив учествувале во пошумувањето на голите површини, а сега гледаат како оваа национално богатство се раскрчмува. Во контекст на одговорот од министерот Спасовски, задоволен сум што е воспоставена оперативна акција за сузбивање на овој вид на организиран криминал и што од март 2014 до март 2021 година се поднесени вкупно 1394 кривични пријави за сторени 1959 кривични дела. Во врска со тоа, во истиот период е одземена вкупно 118.523 метра квадратни, односно кубни дрвна маса. Исто така, од одговорот се гледа дека кривични пријави, освен за физички лица, се пријавувани и вработени во државни институции и приватни правни субјекти, кои незаконски организирале и вршење бесправна сеча на дрва на собственост на државата и издавале незаконски одобренија и испратници за транспорт на оваа дрвна маса. Меѓутоа, нигде не е спомнато колку се процесуирани овие кривични пријави, што е клучно во прашањето и очекувам, повторувам, од министерот за земјоделство да на едната седница да ми одговори. Ова е многу сериозен криминал и токму затоа ја користам оваа говорница да ја анимирам јавноста во Република Северна Македонија дека треба да преземеме сите заеднички организирани мерки и активности да го ублажиме, а не верувам дека ќе го искорениме. Благодарам. Немате дополнително прашање. Немам. Реков дека